И конечно, календарски навлеговме во летото. Фала Богу, значи летниот период овде во Австралија започнува од 1 декември, али поучени од последните неколку лета овде во Сиднеј и не бавме баш, нему се изненадвавме многу, пошто имавме доста дожд. Голем број на луѓе кои се родени и растени во оваа земја знаат да кажат дека во минатото имало периоди кога оделе секој ден, буквално секој ден на плажа во тој летен период, што не е случај денес. Мислам, климата е доста изменета во Австралија, тоа може да ви го потврдат луѓе кои биле тука неодамна. За ова година планирам да прошетам малку до Мелбурн, планирам да направам неколку видеа таму, нешто да се сними, ако најдам нешто интересна приказна од нашинци таму исто во Мелбурн. После има едно место наречено Порт Маквари, кој никој пат не сум бил на тоа место, овде во North Vision Wales, да одиме таму негде 5-6 дена во наредните 2 недели. Се надам дека и од таму ќе направам неколку добри снимки. А до тогаш не ни преостана ништо, туку да огледаме светското првенство, изненадување како репрезентацијата на Мароко. Од друга страна, Хрватска се покажа дека е една од најдобрите, односно не една, туку најдобра репрезентација од бившите југословенски простори, која традиционално добро игра на светските првенства. Така да за денеска ви припремив едно видео кое е тука снимено локално во Сиднеј. Се надам ќе ви се допадне. Погледнете и уживете. Почитувани пријатели, топол поздрав испреќам на сите вас кои го гледате каналот Австралијски живот од овде од Сиднеј, од далечната и сончева Австралија. По пауза негде од 2 недели повторно се јавувам и денеска ве водам виртуелно во едно од најпосетените места не само овде во Сиднеј, туку и во целата Австралија. За луѓето кои го пратат каналот Австралијски живот или за луѓето кои виделе барем едно или повеќе видеа, знаат дека каналот Австралијски живот е тематизиран на австралискиот нормално стил на живење, австралијски истории на нашинци кои живеат овде во Австралија. Секако мислам дека е нешто интересно и секако доколку имам инспирација го снимам нештото со помош и секако нова камера која е статична камера која се наоѓа на самото возило со еден збор имигрантски живот. Значи за сите луѓе кои како нас, претежно кои сме 99% овде во Австралија и со надеж дека другите луѓе кои не живеат во Австралија ќе го видат едно од овие видеа и се надевам дека ќе го задржам вниманието на барем една одредена група на луѓе. Денеска се наоѓам на местото, ве водам на местото Бондај во Сиднеј или познато уште како плажата Бондај. Плажата Бондај е дом не само на туризмот овде во Сиднеј, туку можам да кажам слободно е епицентар на туризмот во Австралија. Постојано слушаме дека колку е Австралија добра земја, колку се заработва добро, колку добри плати земат луѓето овде и се тие некои излитени и токсични муабети, али ако оставам настрана тој економскиот аспект, би сакал малку да позборувам денес за убавините на оваа земја, за плажите, за местоположбата на Бондај. Значи дефинитивно ваквите места знаат да бидат спектакуларни. Австралија велат има толку многу плажи што ако одите на различна плажа секој ден, ќе ви бидат потребни негде над 30 години. Искрено жалам што не можам да најдам барем не сум видел јас на интернет вакви или слични видеа од нашинци кои живеат во другите делови на светот, па и макар и во Македонија. Искрено жалам што нема вакви или слични видеа да можеме се запознаеме со местата, да можеме се запознаеме со тамошниот живот на луѓето кои живеат во тие места. За жал, од комшите наши, од србите, од хрватите, гледаме со тони вакви видеа кои се аплодираат на интернет, али како што веќе спомнав, од наша страна, од македонска, нема баш вакви места, а мислам дека може да бидат многу гледани. Еве, јас како еден битолчанец да најдам сигурно видео на YouTube, не мора ништо да биде посебно околу тоа видео, значи еден човек да земи една камера в раце и да се рашетава, да се парадира низ битола, јас би го гледал нештото. Значи, толку нешто ми значи кога нешто те интересира, кога нешто сакаш да го видиш, али за жал такви немаме. Значи, воопшто не е потребна нека скапа камера, се што треба да имате малку инспирација, да имате малку волја за нештото, па и со мобилниот телефон, доволно е само се земи телефонот, да се уклучи камерата и да се
да се прошета негде, јас сум сигурен дека таквите видеа ќе бидат гледани. Али да се вратиме назад на плажата Бонда и моментално се движам по таа нивна главна улица, да ја наречам, која ја разделва плажата од левата страна заедно со од другата страна каде што се наоѓаат ресторани, кафетери и така натаму. Значи нема такви работи на самата плажа. Доколку има некој потреба да јади, мора да дојди овде, да ја премине улицата и да оди во еден од локалните ресторани, да доручкува, да руча или да вечера. Значи една е таа од разликите со нашите плажи во Македонија, каде што овдешните плажи немат дискотеки или шанкови или ладни пијалоци кои се служат на самата плажа. Да, може да има да се деси нешто, може некој да помине нешто да продаje, али многу ретко лежалки, такви работи нема, значи претежно сите ги користат своите крпи и доколку нешто има потреба да се напие да касни, мора да ја напушти плажата и да се врати во еден од овие ресторани каде што храната воопшто не е ни лоша, а зачудувачки е фактот дека овде се продава едно од најдобрите кафења во светот, мислам не овде во Бондај, туку во цела Австралија. Значи едно од најдобрите кафења во светот, земајќи во предвид дека во Австралија не е една од основателите на кафе индустријата, има голем број имигранти, али изгледот тие имигранти пред се италијаните и други народи, овде кафето го е направено веќе огромна индустрија, а и стварно е квалитетно. Можам слободно да кажам, едно од најквалитетните во светот. Моментално се движам кон овој теснец, кон еден од најеминентните ресторани овде во Сиднеј, мислам дека ќе го видите за момент. Ова место од стално постоело ли е реновирано во последните, не знам, можда 5-6 години или помалку, то не ме држете за збор. Значи едно место кое е поплочено, реновирано, овде е креирана како една станица. Не мислам дека е во автобуска станица, пошто премногу е тесен патот да се и плюс е ќорсо како не може да се сврти автобусот, се врати назад. Не мислам дека е автобуска станица, може да ме поправат некои луѓе кои знаат повеќе, али прекрасно место да се, одлично место да се направи селфи, да се сликате со роднини, со пријатели. Значи австралијанецот е одличен за тие работи. Ова е тој Icebergs, еден од, би рекол, 5-6 најеминентни во Сиднеј. Што да ви кажам за Icebergs, ако доколку се одлучите на вакво искуство, да дојдете, значи прекрасна локација, еден ресторан кој гледа кон самото море, малку издигнат на висина. Доколку се одлучите за престој во тој ресторан, сигурно ќе ви биде потребно месец за два претходно да закажите маса и едно искуство, така наречено fine dining, или по наше кажано префинета храна, која не можам да кажам дека е многу типична за нас македонците. Ние сакаме да јадеме огромни оброци, мала количина на храна која се сервира во огромни садови и едно искуство за двајца, проследено со тие неколку 2 до 3 оброци, може и слободно да ја кошта околу $500-600 овде во Бондај, плажата во Сиднеј. Мислам не само во Бондај, туку низ целиот Сиднеј, доколку се одлучите на такво fine dining, не е ефтино искуство било кај да сте во Сиднеј. Инаку пред малку спомнав дека австралијаните се одлични кои ќе се работи за привлекување туристи. Добро, се некој ќе каже местоположбата, морето, океанот, тука сето тоа е во плюс и стварно е така. Али да не постоеше морето, јас сум сигурен дека австралијаните се за такви работи маестрални. Може да се деси, например, да искерират нешто со некој минимален зафат, да пружат некој задоволство за туристите. Или прост пример на обичен камен може да напише дека баш ново место тука дошол капетан Кук во кон крајот на 18 век и тука седнал новој камен, се одморил и луѓето верват и луѓето идат тука, го посетват тој камен, ќе се сликат. Значи тоа се некои мали трикои со кои се служат луѓето. Нормално дека мора да има нешто вистина во сетата приказна, али тоа се некои мали работи кои знаат да ги изведат и дефинитивно знаат да привлечат голем број на туристи. Секогаш сме веќе кај туристите, овде нова место најчесто идат
тие млади луѓе, најчесто од земите на Западна Европа, од Германија, од Англија, од Франција, од Шпанија, има понекој американец, али најчесто од земите на Западна Европа има и причина за тоа. Причината е дека земите на Западна Европа му дават виза на младите луѓе. Кога викам млади луѓе, значи во нивните 20 години добиват виза од нивната држава во Европа, така наречена working holiday или виза со која можат да престојуваат во Австралија, која му дава право на работа. Иначе работат по кафетерии или слични места со цел за да можат да си го извадат и одморот. Сега некој ќе праша зошто ние немаме таа виза. Таа виза за жал не е достапна за нашата желна Македонија. Знаете, Европа е поделена на две фамилии. Западната европска фамилија и источната европска фамилија. И повеќе од јасно е дека Европа се грижи за повеќе за таа нејзина западна фамилија, додека ние од источната страна сме како сираци и постојано ни солат памет како треба да направиме реформи, како треба да смениме име, презиме, како треба да направиме ово она со цел да не примат во Европа. Ние географски сме во Европа. Значи Европа има две своји фамилии, како што веќе спомнав. За жал ние за такви уживања ќе треба се уште да почекаме. Ова место е дом на австралиските сурфери, сите тие луѓе кои се одлучиле да се занимаваат со овој екстремен спорт кој има огромна традиција овде во Австралија, па може да го кажам дека потекнува сето тоа сурфање од овде, од оваа плажа, од ова место, сигурно може да нема и да погрешам. Има голема традиција и сите тие светски купови, сите тие надпревари во сурфање кои ги гледаме на телевизија, претежно во Австралија или во Америка, се разбира дека сурферите од Австралија го доминираат сето тоа со безброј златни, сребрени, бронзени медали и така натаму и така натаму. И за на крај ќе ги спомнам престојот и цените. Значи прво престој, ако доколку некогаш ве донесат овде во Бондеј, а сигурно дека ќе ве донесат, ако не дојдете во Бондеј, тоа исто како никогаш да не сте билени во Сиднеј. Претежно се 90% стари објекти, има понешто ново, али повеќето се, како што веќе кажав, стари, а и многу скапи. Нема голем број на хотели, мислам дека има еден, ако не се лажам, дека Quest или Guest, тука беше во Бондеј, за други не можам да се сетам. Неделна кирија сигурно е од негде над 800-900 австралиски долари за еднособен стан, а ако се работи негде за двособен, трособен, тоа се веќе големи пари, 1200, 300, 500 па и нагоре. За сега толку, ве поздравувам до наредно видео ако Господ дај и се најдобро од тука од Сиднеј. Ве поздравува Радко. Поздрав, чао.